Dobro večer od Vašingtona, ovaj TV žurnalat na glasot na Amerika na makedonski jezik Newsflash. Ja sam Lilica Kitanovska. Washington ги покани лидерите на групата 20 на самит што ќе се фокусира на финансиската криза на 15 ноември. А што е групата 20? Тоа се најголемите светски индустриализирани држави и државите со пазари во подем, како што се Бразил, Кина и Индија. Белата куќа вели дека првите луѓе на Обединетите нации, Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка исто така се поканети. Лидерите треба да разговараат за тоа што е досега сторено за справување со сегашнава криза и за начините да се спречат идни економски проблеми. Инаку азиските пазари денес паднаа како реакција на инвеститорите на серија разочарувачки извештаи за профит остварен од неколку големи корпорации. Клучниот токиски индекс Никеј затвори со загуба од 2,5%, додека Коспи во Сеул падна за речиси 7,5%. Индексот падна заради намалувањето на вредноста на корпоративниот гигант Samsung Electronics, како и на произведувачот на автомобили Hyundai. Падна и вредноста на јужнокорејската национална валута, вонот, заедно со еврото. Хозе Баросо, председателот на Европската комисија, вели дека ќе треба ниво на координација без преседан за светот да се справи со финансиската криза. Од политиката, председателскиот кандидат Барак Обама зема одмор од кампањата да биде со бабата, 85 годишна Меделин Данам, тешко болна, која живее на Пацификот. Пред заминувањето Обама ќе присуствува на собир во Индианополис, Индиана. На кампањската патека тој ќе се врати в сабота на собир во Невада. Републиканскиот кандидат Џон Маккейн ќе има неколку собири насловени како Џо водоинсталаторот во југоисточната држава Флорида, каде истражувањата на јавно мислење покажуваат дека трката е многу тесна. Од 1964-та сојузната држава Вирџинија не гласала за демократски председателски кандидат. Оваа година има изгледи тоа да се промени. А зошто се фокусираме на оваа држава? Затоа што е голема. Вирџинија може да му ја даде победата на било кој председателски кандидат за кој ќе се одлучат нејзините гласачи. За време на мисија во христијанскиот и конзервативен универзитет Либерти во рурална Вирџинија, студентите се собираат да пеат, да се молат и да направат планови за излегување на гласање. Околу 10.000 студенти се регистрирани да гласаат во Вирџинија. Повеќето се надеваат дека Вирџинија ќе остане упориште на конзервативците и републиканците. Музиката за собир за Обама во главниот град на Вирџинија, Ричмонд, покажува негово влијание во се по-разноликата урбана средина. Ајда Пачеко е со групата на хиспанската заедница наречена Централна Вирџинија Паланте, што значи движење напред. Таа вели дека остријата имиграциона политика на републиканците отудило многумина од латино заедницата. Имаме многу пријатели имигранти кои овде се многу години, кои напорно работат и придонесуваат на економијата. Во нормална изборна година ова би било важно прашање, но Лари Сабато од Центарот за политика на Универзитетот на Вирџинија вели ова не е нормална година. Мислам дека најважното прашање за секој американец е економијата, речиси секој е фокусиран на тоа. Дури потоа доаѓаат прашања како имиграцијата, војната во Ирак и здравствената заштита. Вирџинија е и дом на некои од најголемите американски армиски бази. Ветераните на појадок во една од базите, поддршката за трупите е исто толку важна како економијата. Ова е Џорџ Рейнолдс. Да видиме дека сме победиле е голема работа, вели тој, а не само да излеземе од таму со подвитка на опашка. Но Лайл Предмор вели дека не се сите поддржувачи на републиканската партија. Се разбира дека сме загрижени за Ирак и за Афганистан, особено за Ирак, каде не требаше да бидеме. Сега треба да видиме како да излеземе од таму. Со толку тесна трка овде, Барак Обама и Џон Маккейн минаа многу време и потрошија многу пари на кампања во Вирџинија. Без оглед кој ќе победи во ноември, професорот Сабато вели дека никој повеќе не ќе може да ја смета Вирџинија за сигурна. 18
20 или 21? Тоа е прашањето. Американците денес расправаат за тоа дали да се намали законската граница кога е дозволено да се пие алкохол. Председателот Роналд Реган го подпиша законот за 21 година во 1984, а сега некои се залагаат таа граница да се намали. Ако 18 годишни имаат пристап до алкохол, ќе имаат и 14 годишни. Потребна е конзистентност со возраста за возење и пушење. Луѓето ќе бидат покомотни со помала возраст за пиење. Тоа веќе нема да биде бунтовништво. За мене, 21 година не е проблем. Ова е државниот универзитет Фростбург во западен Мериленд на околу 240 км од Вашингтон. Во изминативе десетина години 20 студенти овде умреа од труење со алкохол. Фростбург е типичен американски универзитет. По смртта на студентите, Джонатан Гибралтер стана универзитетски председател. Тој не толерира пиење и уживање дрога. Вели, од милиони деца кои заминуваат на коледж, 1700 умираат секоја година од алкохол и несреќи поврзани со алкохол. Неодамна, Джордж Мекардел, професор и поранешен председател на Мидлбури коледжот во Вермонт, иницираше движење за намалување на законската граница за пиење на 18 години. Тој ја формираше иницијативата Аметист, организација на повеќе од 100 председатели на коледжи. Мекардел верува дека сегашниот закон ги тера тинејџерите да се кријат кога пијат. Едноставно ги присилува да одат во подземје, далеко од јавните места. Иако има многумина кои мислат како него, противниците се бројни. Джин Витерс е родител. Незината 5-годишна керка загинала во сообраќајна несреќа заради возење на 17 годишник под дејство на алкохол. Таа вели дека сегашниот закон спасува околу 1000 животи годишно, а тоа се многу родители кои би биле во жалост како неа. Контроверзата по ова прашање продолжува, заедно со пиењето на кампусите. Наоѓањето рамнотежа останува предизвик за студентите и за администраторите. Го гледате News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. До гледање.